но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покажеш и тоа не можеш да го направиш. Имам. Добро, дайте само Можете да сте саркастични колку што дайте уште сакате. една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го знаев. Чекај сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја реди. таму, ама до пола книга сте одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Почитувани гледачи, добро вечер во Аргументи. Вечерва нема да говориме за политика, туку за една многу посериозна тема, која се разбира во Македонија исто така може да се политизира на дневно-политичка основа, тоа е педофилијата. Бевме сведоци дека една колумна предизвика бура реакции, веднаш партиите почна да се препукуваат меѓу себе, но вечерва не би сакал на дневна политичка база да говориме за оваа сериозна тема, туку повеќе од аспект што е педофилијата, кои се педофилите, кои се жртвите на педофилијата, какви законски санкции, какви превентивни мерки може да се преземат во општеството за да се заштитиме од оваа сериозна појава не само во Македонија, туку и во светот. Вечера ќе разговараме со моите вечерашни гости, Мирјана Стојановска, Јовановска, психолог, добро вечер, Драги Змијанац, директор на првата детска амбасада во светот Мегеши, добро вечер господин Змијанац, Крстен Милјановски, криминолог, добро вечер, и Весна Петрушевска Бејби, актер и родител. Господин Змијанац, вашата амбасада Мегеши е дизајнирана на некој начин да се грижи за децата, за правата, за сите аспекти на злоупотреба на децата. Овој аспект на педофилијата, во која категорија од вашата грижа спаѓа, колку е сериозна закана за децата педофилијата во Македонија? Не можеме да споредуваме со светот, не верувам дека постојат статистики, но каков однос имате вие кон заштитата на децата од овој феномен на педофилијата? Оно што го забележуваме после колумната на Шиндре и бурата на реакции по социјалните мрежи, јас имам впечаток дека се содруваат два концепти. Едно, бранителите за детски права и едни бранителите за човекови права, кои се обидуваат педофилите, сексуалните предатори и родоскринавувачи да ги дефинираат како маргинална група или како група со сексуална посебна ориентација кои немаат право на слободно изразување на нивните потреби. И тука жестоко се спротивставивме и повторно излеговме со нашите многу конкретни барања дека педофилите се едноставно непоправливи, тие се рецидивисти и дека тие, ако нема други мерки, по излегување на казната затвор го повторуваат делото. Успеавме и во 2008 и во 2014 да ги зголемиме казните и мислам дека ним како групација посебна им пречи високите казни во Македонија од 12 до 15 години, што првата детска амбасада во светот Мегеши успеа да ги излобира пратениците во собранието. Оно што исто така мислам дека ги засега е медикаментната терапија, така наречена хемиска кастрација, каде што нагонот или либидото ќе станат под контрола доколку успееме оваа мерка да ја внесеме, а таа е веќе изгласана во собранието, но не се применува. И конкретниот трет став наш, кој исто така е многу јасен, дека за секое повторништво, за секое второ дете жртва, бараме доживотна казна затвор, затоа што не сакаме да се случи да има трето дете жртва. Господин Змијанац, мислам, несомнено ќе говориме за санкциите, за мерките на... Но тоа се превентивни мерки. Да, затоа што ако ние ги соодветно санкционираме педофилите, а тие имаат рецидивизам и повторништво, со високи казни и со медикаментна терапија или евентуално за тешко кривично дело полов напад на дете на посебно брутален начин има мерка и доживотна затвор казна, тоа е најдобра превенција. Едноставно тие додека се на слобода не може да го контролираат нагонот или либидото. Тие се потенцијална опасност за секое дете. А податоците кажуваат дека се многу проблематични.
1:10 е односот на деца пријавени. Едно дете пријавено, во позадина има 10 деца кои не се пријавени, 10 деца кои не Кој се кажуваат. пријавува? Самите деца не верувам. Ние дека тоа го работиме прават. на- Значи, кој кај вас, кој родителите? Пријавуваат родителите? најчесто Како се дознава за одредени случаи, освен полицијата? Не пријавуваат родителите и најблиските. Иако тука има контрадикторност, пријавуваат родителите и најблиските, а најчесто на децата педофилите, односно предаторите им се познати. И сега во колумната на Шиндер имате една многу интересна теза за дете кое треба да има сексуална фантазија, да оствари секс со 50 годишен и повозрастен човек, и тој да има исто така фантазија да сексуално општи со дете, и тоа да се на некој начин легализира во јавен простор и медиумски простор, и ние не можеме да не реагираме на една ваква девијација. Значи, ако ние ги сметаме педофилите за маргинална група и ги подведеме како сексуална ориентација, ние на мала врата, ако не реагираме жестоко, ја воведуваме легализација на педофилијата. Тоа е многу сериозен проблем. Тоа е патологија. Може психологот да каже зошто е патологија и зошто таа е проблематична од аспект на тешка травма која на дете може да му се случи и каде што децата молчат со години и никому не се доверуваат. Едноставно не секогаш имаме родители кои на време може да го препознаат кога детето е жртва, да соодветно му постапат, па имаме институционална виктимизација со сведочење на едно дете кога е жртва во процесот на докажување на вината на осумничениот, па имаме проблем кога осумничениот не е во притвор, се додека не се осуди ако е виновен, се пушта на слобода, па врши влијание и притисок на детето, едноставно детето е ранливо и ние мора да го заштитиме. Господи Стојанова Јовановска, вие сте психолог, предпоставувам дека можете да ни кажете една дефиниција кои се всушност педофилите, како настанува. Можеме да говориме за жртвите и за предаторите, како што вели Змијанец. Веројатно едните се травматизирани, веројатно и другите. Кои се тие луѓе, како да ги познаеме? Од кој бекграунд социјален, социолошки доаѓа? Има ли некоја типизација нивна? Па вака, педофилите во законот се точно одредени, нели има напишано закон за тоа и ги одредуваат кои се тоа педофили. Во психологијата ние не можеме точно да ги одредиме и да ги познаеме. Било многу добро кога би можеле да имаме предикција или кога би можеле по нешто да ги препознаваме, да имаат големи уши или било како, мислам, тоа никогаш не успеало да се типизира, да се направи профил на некој за крадец како. Да, значи кој е добар, кој е лош. Неуспешно е да се направи профил на некого кој е педофил и заради тоа често пати педофилите остануваат неоткриени во местото каде што живеат и каде што действуваат. Децата што ги напаѓаат, се додека детето не биде приметено од некого или само не каже дека нешто се случува. Нешто во поведението, некој бихевиоризам, некој типизиран начин од однесување, кој што родителот, децата не може да забележат, тие се мали, но околината, средината, дали може да ги забележи и што психолошки тие, дали се тие девијантни типови, дали се болни, дали се само криминалци, како ги типизирате? Знаете како, дел од нив се болни, мислам, не болни луѓе во смисла дека е тоа болест, него имаат промени во личноста, во начинот на кој што личноста психопатолошки, веројатно, да. не се нормални Патологија со психолошко расстройство. Да, дел од нив се. Некој дел од нив се веќе во својата младост биле жртви на педофилија и го повторуваат она на што они се сами научиле. А дел од тие луѓе се сосема, кога би направиле психолошки тестови, не би нашле никакви девијации, нити отклонувања, а сепак ќе покажат еден ден дека имаат склоности кон мали деца, сексуална привлеченост. Така да е многу тешко заради тоа предвремено да ги дефинираме и да ги откриеме. Баш заради тоа што не е можно на Запад, например. Обично секогаш децата ги учат дека не треба да зборуваат со странци и некој што не го познава детето, дури е страшно да му приде. И ако сака да му помогне, например во трговски центри или било каде кај што ќе сретне деца, значи е строго забрането и се води сметка како ќе му придеш на некое дете, затоа што можеш да бидеш обвинет за зли намери во приоѓање на детето или да го фатиш за рака па да го носиш на сладолед или било како, баш заради тоа што ние не можеме да препознаеме додека не се случи да знаеме точно тој е тој што или таа. На која возраст прилика се тие луѓе? Тие се вистина стари или има голем диапазон на
на луѓе кои што го прават тоа? Па вака, според законот, нели, полнолетните луѓе не би требало да општат со малолетни. Според праксата на некој По праксата тие може да бидат од секоја возраст. Значи, некогаш се случува некоја игра, таму веќе во психологијата уште го третираме, меѓу деца кои се помлади малолетници. Кога се постари малолетници со мали деца, веќе можеме да кажеме дека има, значи, знаци на педофилија. И кога се тоа над 18 години, односно полнолетни лица, и од секоја возраст. Значи, од 18 години до 77, како викаат, или додека значи, не е ограничено старосно дека во некоја возраст тоа почесто се јавува или не се јавува во таа и таа возраст. Значи, ние ги имаме од различни профили, од различни професии, од различни културни милеа, секаде може да се појават. Петрушевска, госпоѓа Петрушевска, како родител, како родители, веројатно најважно прашање е како да се заштитиме од овие луѓе, дали се тие психопатолози, дали се нормални или не, треба да внимаваме. Тие се околу нас. Не имаат големи уши, не можеме да знаеме. Како семејството да ги сочува своите деца и како институциите да не ги сочуваат децата? И како вие гледате на овој феномен, веројатно? Прво затоа што јас имам нели лично искуство и поминуваме се уште низ таа фаза, јас и мина, но прво, колку вие да зборувате на вашето дете дека не смее да разговара со непознати, тие се во вистинска смисла на зборот предатори. Ќе најде начин да го прелаже детето. Ќе најде начин да го уцени детето. Ќе најде начин да го заплаши детето со неговите механизми, а детето е потполно немоćно во тие моменти, затоа што во тие моменти си мисли, окей, ќе ги загубам родителите, повеќе никој нема да ме сака, ќе бидам отфрлена од средината, нема да може да се вклопам повторно. И затоа јас во овој контекст реагирав на делот, затоа што сум актерка, имам 47 години, од 14-та година сум актерка и мене ме интересираат текстовите кога некој се изразува. И затоа и реагирав на сексуална маргинализирана заедница, дека биле педофилите, но од политички причини мејнстрим квир движењето ги напушти овие луѓе или барем не ги споменува толку често во дискурсот кој го промовира во јавноста. Ова четиво вели нема да ја разгледуваме нивните потреби, барање, ако подосне ќе биде контрадикторен па ќе ги разгледува. Не и се, бидејќи досега имало повеќе контроверзни дискусии на таа тема. Бидејќи тие се полнолетни и возрастни лица, казните кои за нив ги избираат се повеќе од ужасни. За оваа реченица мене ми се збурбати душата. Значи не може заштитата на детето е над граѓанското право на педофилот. Многу едноставно. И сега ние како општество, јас имам општествена одговорност како актерка, како некој кој што дејствува во ова општество со години. Јас имам обврска да го соопштам моето искуство, да помогнам на групите кои што се ранливи, да помогнам како да поминат низ процесот од аспект на напад од страна на педофилот. Значи, јас имам граѓанска должност тоа да го направам. И не може да пишуваат разноразни колумни и за тоа да не сносат одговорност како и медиумот кој што ја објавил оваа колумна, така и авторот кој што се подпишал под тоа и она знаете, звездичка долу дека порталот не се согласува и се оградува од... Не, за ова порталот треба да си одговара, затоа што реално јас мислам дека ова е една колумна која што е многу ранлива, многу го повредува чувствата, како родител и на деца. Не знам како да ви кажам, но јас никогаш во својот живот не сум осудила нечија сексуална пределба. Напротив,
Они не биле родени, сите тие кои што поддржуваат. не се спојува апсолутно, правата и не, слободите но со... тој го злоупотребил контекстот. Нема Значи никаква- го злоупотребил затоа што нели Во нашата реакција јасно се оградивме дека ова не е врска со ЛГБТ Значи правата. нема врска, има врска само со нешто што се вика педофилија и кое што и стручни лица велат дека не можете да ги препознаете тие предатори, тие се луѓе комши, тие се луѓе другари, Учители. тие се така Воспитувачи, тренери. Така е, тие се од разни професии, не можете да ги препознаете, тие демнат позади вашите деца и податокот дека 75% од злоставуваните деца никогаш не кажуваат дека се жртви е исклучителен податок за нашата средина во која што живееме. Затоа што секогаш кај нас жртвата е виновникот. Жртвата е виновна. Зошто тебе од дома не ти кажеле, тебе не те подучиле добро, што е сега тој искористил шанса, искористил состојба, искористил емотивна состојба. Но процесот низ кој што минувате за да дојдете од почеток, од точката А до точката Б е долготраен процес, макотрпен и мора да издржите се на вашиот грб, вие и вашето дете. И затоа луѓето велат, што има ние да правиме, нема врска, ќе помине тоа. Ќути да не се дознае. Зошто да не се дознае? Зошто ние да не ги посочиме кои се тие кои што се предатори? Тоа е едно и второ. Како така последниве 2 дена го снема тој регистар на педофили? Зошто го да го снема регистарот на педофили? Мене ми кажа пред 2-3 дена, луѓе од Австралија, наши кои што живеат, вели, педофилите не само што се означени туку, во општината во која што живеат, кога ќе дојде педофил, тој што е, не знам, градоначалник на таа известна општина има обврска и должност да каже дека тој се доселува во нивната околина и должен е да им укаже на граѓаните дека од таму да не поминуваат деца, оти се рецидиви. Оти реално, јас сега во Македонија за 2 случаја знам, кога биле помали казните, одслужил 2 години, 3, излегол, го повторил делото. Доаѓа молер во куќа, молерисува, тука е мајката надвор на тераса, девојчето го напаѓа. Значи, страшни се работите, не можете да кокетирате со оваа тема, не можете да пишувате за оваа тема на начин на кој што е напишана во оваа колумна. Не можете да си поигрувате со нечии чувства, некоја трагедија, нечија трагедија и нечија агонија. Таа на многумина се ставија и во не многумина, некој од нив се ставија во одбрана на Шиндрија и неговата листа. Се ставија, да, знам и кои се ставили, баш ми е така убаво што ми видов кои се ставиле во одбрана на овој млад човек, кој што се извини после тоа. Ама тоа не го амнестира тоа. Апсолутно. Ни порталот ни не, тој рече да вака сега јас се загрижи вели за еднината на децата, но и повторно се врати кон репликите кои што ги употребува во колумната. Значи имате и на крајот од денот мора да внимавате кој ви пишува колумни на оваа тема, која е крајната цел на оваа колумна. Значи која е крајната цел на оваа колумна? Мене многу ме интересира. Тој уредник на тој портал, кога е прочитал колумната, ако ја прочитал точно, затоа што, нели? Дали е обид за да се опипа јавно мислење плюс што е ова? Можност. И зошто токму ова дете го пишува ова, ако сакал да пренесе свое искуство, тогаш тоа се пишува на поинаков начин, па да си пренесе, нека си се идентификува во приказната, еве ја книга сум напишала. Не е проблем, нека си се идентификувам со приказната, нека не ги пренесе сопствените искуства, па ние да прочитаме нешто и може да научиме од неговите искуства. Но ти да почнеш со една теза, па тука после да ми кажуваш мене дека момчињата многу порано се само задоволувале, девојчињата затоа што живеат во една средина која што е примитивна, тоа не може да го искажат до крај. И при тоа дека треба да бидат прашани тие 13 годишни девојчиња дали сакаат да имаат доброволен секс со 50 годишен возрастен човек, мислам. И тоа треба да биде општо прифатено. И не е лесно. Значи, знаете како, кога ги доживувате овие работи, особено кога
сте ја минале таа Голгота, ма не само душата. Умот ми се одзема кога ја прочитав. Затоа што јас им порачав на тие некои коментари кои што нели ги јас и Измјанец ги коментиравме пред да почне емисијата, јас само реков една работа. Еве предлагам сите тие кои што нели одобруваат, нели ние сме како беше, ние сме стигматизирани, глупи, необразовани, конзервативни, ние сме патриархални, така, ние немаме никакви вредности. Океј, јас вака им реков, супер, изврвете го патот што јас го поминав. Само толку. Толку им посакувам, да го врват патот, па да се соочат со предаторот, па да го поминат целиот процес, па да ги минуваат ноќите со детето жртва, па да видат како е, па да се соочиш ти со другата средина која што знае, оти јас не сум било кој. Добре, и на тие што го поддржуваат, ако се случи ова што... Само да... Па не, они мислат, работите... Дали истото ви го застапувате? Работата е во Македонија што менталната матрица вели вака, подалеку од мене не може тоа да ми се случи. Петушев, кај да завршиме да видиме каков е ставот на господинот Милјановски. Вие сте и психолог и криминолог на некој начин. Од овој криминолошки аспект, како гледате на овој феномен, какви се законските мерки и колку казните ги оправаат овие луѓе и каква треба да биде казната за да тие не го повторуваат делото, бидејќи најчесто го повторуваат, нели? Во 90% случаите се повторуваат, дефинитивно тоа е и научно докажано, и сите светски истражувања тоа го кажуваат. Јас апсолутно се слагам со колегите што се тука, со тоа што само би додал еден степен повисок, тоа се криминалци, да се разберем. Ние со ништо, ма немаме никаков аргумент да го оправдаме нивното однесување. Втора работа, пореметувањето на нагонот не е болест. Вие не можете да го ставите човекот во психијатриска установа да се лечи, затоа што тоа не се лечи. Нема лек. Сите научни истражувања тоа го покажуваат. Кога ќе излезе надвор, огромна е веројатноста дека ќе го повтори. Од тие причини и нашиот законодавец предвидел релативно високи казни. Проблемот е друг. Проблемот е што најверојатно, не знам од кои причини, не се оди кон изрекување на максималните казни, туку имаме некој просек од 30-40% од висината на казната. Буквално да речам, некои последни истражувања кажуваат дека во Македонија од прилика се изрекуваат 4 до 4,5 години затворска казна. Ако земете сите олеснувања, тој човек веројатно е можно да излезе после 2 години надвор во обичната средина. Кои се тие луѓе? Веќе ги спомнав. Тоа се луѓе што се околу нас. Се наши роднини, пријатели, блиски, што да кажам, од сите категории. Меѓутоа ги издвојува една желбата да се приближат кон децата. Не случајно се вработуваат во граденки, во училишта, во средини каде што можат да допрат многу лесно до децата. Од тие причини, дел од земјите навистина спроведуваат ригорозни селективни методи за да такви луѓе не се вработуваат. Има методи, има тестови, најновите тестови тоа го покажуваат, дека ако го карактеризираме како психопат, не значи дека е болен. Не е болест. Психопатијата дефинитивно не е болест. Кај нас што се играме психијатриско-психолошки пребацување, па од Капедон ќе го пребациме во Бардовци или обратно, тоа е, мислам дека е многу малку знаење. Но и кога се во затвор има сигурен третман. Апсолутно. Нема третман, драги. Нема проблема што нема третман. Нема методи за... Нека одлежи, нека биде слободен, ама да не го повтори. Знаете што, во светот имало најразлични обиди да се спречи, односно да се искорени. Го рековме, регистарот е најблаг. Нашето најново средство, односно медико-фармакологската кастрација, што би се рекло, тоа е, може би, релативно благо. Меѓутоа, тука е проблемот. Да. Знаете, ние не може да го извадиме мозокот. Нагонот е проблем. Нашите нагони, што ние психолозите го знаеме, тоа е нагон за храна, за јаден, за вода, за живот, нагон за
Меѓутоа, ово е навистина специфичен нагон кој се развива. Кои се причините? Па веројатно постои повеќе причини. Една од причините е дека огромна е веројатноста да тој човек во минатото имал врз него било извршено сексуално насилство. Втора работа е дека имаме несразмерен однос на сила. Јас со Весна нема да лесно можам да се справам, ама со некое дете од 4-5 години многу полесно ќе се справам. Они постојат на плејадата на интелектуалните способности, верувајте ми, малку се повисоки него нормалната популација. Зошто? Заради тоа што употребуваат најразлични методи за да се приближат кон децата. Да добијат довербата. Да, да се добие довербата. А најтрагичното во целата работа е, например, кај родосквернавањето, односно инцесто. Мислете, го ја губи довербата во тој што најповеќе ја има. Еве, таткото од Лисичани, која силуваше ќерката 2008-2009, по напуштањето од затвор, ја забремени девојчето, со ќерката, сега повторно го повтори делот. Сега ме прашувате, сега беше прашањето како се откриваат и дали се кријат. Бројките што ги спомна Драги пута 10 е бројка која е прилично од минатото. Дури сега доаѓаме пута 20. Кога се откриваат? Не дај Боже кога ќе забремени, на 12, 13, 14 години, кога мајката е соучесник, па кога ќе дојде лимитот, крајот, па да го пријави делото, заради тоа што се случува да пред нејзини очи се случуваат најразлични работи. Ние во изрекувањето на казните, да кажувам, имав и пишувано, имаме педофил кој силувал дете на 1 година и осуден на смрт. Знаете, во нашето законодавство, ја може би сум малку поекстремен, затоа што ги познавам тие луѓе, затоа што сум работел со нив, сум ги тестирал, сум разговарал и во извршувањето на кривични санкции. Може би ова дело не би требало да застарува. Затоа што Марин закон во Србија. Да, во дел од државите има каде што не застаруваат вакви дела. Зошто? Затоа што ако вие сте упропастиле судбината, не сакам да покажам на Весна, верувајте ми, на едно детенце, и кое тоа дете последиците ги чувствува цел живот, со кое право некој што во живот што го сторил тоа би бил аболициониран? Со кое право? Кој му го дал? На која држава тоа му го дал право? А какви се светските искуства, да речеме, околу казнената политика? Вие рековте 40% од максималните казни се даваат тука. Како да речеме во светот? Некои дебати имаше, мисля, че и вие сте присуствувале во Израел, во други западноевропски земји. Какви казни постојат за да, како казнена мерка, која е висината на казните? Најразлични, дури и смртна казна, најразлични, дури и смртна казна. Чешка има и замена за... Али е најпопуларна хемиската кастрација. Имате во Чешка има и замена за доживотна казна, затвор физичка кастрација. Имате во држави каде што, да не ги спомнуваме, меѓутоа се извршваат и смртни казни со најеклатантни примери, како што се, например, дел од арапските држави. Други азијски држави исто така, дел од државите исто така го предвидуваат максимални казни. Знаете, ние кај нас ние сме апсолутно има една согласност да не се извршува смртната казна, меѓутоа и доживотни роби. Што заслужува криминалот? Човек што извршил вакво дело врз дете со ретардација. Навистина не можам да замислам нешто таква работа. Од село Богомила во Велес. Замислете однос на човек што е, да кажеме, нормален е, да изврши дело врз дете со ментална ретардација или дете со инвалидитет. Или во Велес таткото Зашто заслужува? Зашто заслужува? На година 3 и 5. И мене навистина ми не знам дали знаете, Љубиша, но ако е во собранието усвоен предлогот за хемиска кастрација, тоа име Управа за спроведување на санкции уште тоа не го спроведува. Но каде е кечот? Се смета, борците за човекови права смета дека тоа е телесно казнување. Му се наштетува на правото на човекот. А ние велиме дека тоа е хумана мерка, затоа што, како што кажа Крсте, тоа е најблага мерка и ќе заштитиш да нема следно дете жртва, а и при тоа не му даваш право и можност да го повтори делото, бидејќи за секој рецидивизам бараме доживотна казна. Но има еден момент, ако се согласи тоа е проблемот, доброволно. Ама ниту еден
според светските анализи, не се согласил на хемиска кастрација за да се му се намали Та мора да биде казната. задолжителна. Тоа е апсурдно. Знаете што е проблем е драги што зборува дали мерката е соодветна. Јас лично мислам не. Знаете што се во кривична законодавства? Да му се отсече раката со која го пипнал и се случува. Да му се пресече... Да, но вие велите дека... Меѓутоа не. Дури и хемиската кастрација не е соодветна. Тоа што овде е проблемот. Овде е проблемот. Он постои можност да го пак да го повтори делото. Добро, јас ќе направим мала пауза за вториот бран на прашање околу истава тема. Одиме со реклами, потоа се враќаме во аргументи. Еве повторно во аргументи расправаме за педофилијата, злостор и казна. Имам повеќе специјалисти околу таа тема. Драги Змјанов, Биljana Стојанова Јовановска, Крстен Јановски, Весна Петрушевска. Најчесто говоревме во овој прв дел околу тоа дали казната е доволно силна за да може овие луѓе да ги спречи да го прават тоа. Не, казната не ги спречува да го прават тоа. 10 години доволно е, 12 години. Должината е доволно долга да не биде надвор. Да, само тоа се отстрануваат од улицата и да не бидат во присуство на деца. Од вашите муавети е стога, свати 4 години сте веќе назад. Иначе затворските казни не ги лечат или не прават ништо за да се промени начинот на кој што, како што господинот рече, значи пореметувањето на нагонот, кој е на еден многу специфичен начин, затоа што ние имаме луѓе кои исто имаат така пореметени нагони, па ги викаме дека се социопати или значи во некои различни, али ова е нешто многу специфично и многу болно. Болно за оние што се жртви на сето тоа. Затворот не ги лечи, затворот не го менува ништото, можеби само ќе ги остави некое време надворот, како што рековме веќе, од улицата, од присуството на други млади луѓе и кога ќе излезат, како што рече господинот, 90% и повеќе прават рецидив на тоа, одново приоѓаат кон деца, одново тоа истото се случува. И јас сега пред малце коментирав, значи како разбирам дека тие високи казни ги плашат луѓето, нели? И кога ќе помислиш дека 12 години треба да бидеш у затвор е нешто страшно. Јас би размислила дали таа казна е соодветна со штетата која е направена. Зашто никој не разговара како ние тоа дете, затоа што јас можам да зборувам како специјалист, како некој човек кој работи со жртви на педофилија. Тоа се обично повеќето возрастни луѓе кои нашле сила во себе си еден ден да дојдат, бидејќи нешто се случува во нивниот живот, некој начин како возрастни луѓе доаѓаат за да раскажат нешто што им се случило во животот. Некогаш некои родители носат дете кое што кажало дека нешто му се случува во животот. И тоа е, мислам, само еден малечок врв од оној огромен брег леден кој ние не го гледаме што сето се случува, значи сите огромен број на случаи кои не се пријавени. Луѓето доаѓаат, бараат помош, разговараат, после 20 години е многу тешко, затоа што се развиле многу симптоми на тоа. Пореметувањето кај жртвата оди од емоционално ниво, на когнитивно ниво, на однесување, на градење на личноста, на идентификување на себе, на градење на односи во социјалната средина кај што живее, градење на партнерски односи, идентификување себе си како член на тоа општество, градење на своја фамилија, воспитување на децата. Значи, нема дел од животот каде што тоа не влијае и каде што тоа не пореметува нешто. Значи, тој човек или девојка, било кој, ќе имаат последица скоро до животна. Ако не се третира, а обично не се пријавува да се третира. Прогнозата е, Лјубица, би сакал само тоа да го спомнам, затоа што ми тежи, од кои причини, ќе ви објаснам сега. Прогнозата е многу лоша. Како завршуваат овие луѓе? Завршуваат со тешки психијатриски заболувања. Завршуваат со професии кои, ќе кажем, со проституција најчесто. Завршуваат со самоубиства. Затоа што ако ова
што го зборуваме педофилијата на жртвите не соодветно се лекува, не соодветно се третира. Ние ги изгубивме тие луѓе. Јас се сеќавам на еден случај, морам да го споменам во ситуацијава, кога татко педофил и ќерка, значи имаме инцест, вика кога ќе го видев во возот со кого патував да одам на работа, или јас рипав од возот, или он не го прегледуваше, пошто работел како кондуктор, не го прегледуваше вагонот во кој престојува. Мислете, докаде ја работела жена 30 и нешто години? Ова што вие го велите и Весна што го почна Петрушевска, како одиме сега на последиците, значи тие деца, институциите и општеството е особено важно и родителите, значи тој веќе целоживотен ангажман на сите околу нив да се обидат колку е можно да го вратат во нормала. Според сите психолози и стручњаци велат дека не треба да го навреќа детето на моментот на приказната. Така е, да не се потсеќа. Само човек како да приде на тоа, како да Многу најотворено, најчесно да се објасни дека не е виновно детето и преку разни примери да се дојде до резултат каде што и да се мотивира. Чувство на вина. Апсолутно. Прво е чувството на вина. Дека таа е виновна зошто тоа се случило. Дори има излакана да не кажува. Да, какото све ние. Се што нема предаторот, има детето. Да. Сите тие, значи, грижа на сове, чувството на вина, срамот, сето тоа што он го нема, го презема жртвата. Детето се чувствува виновно заради случувањето, тоа го чувствува срамот, тоа го чувствува стравот, чувствува одговорноста за тоа што се случило. Треба после некако да се врати тоа дете во општествените дејанија, значи да учи нормално со учениците, да функционира во општеството, оти од општеството е она е реално. На почеток на тоа вие што го кажете, значи тоа е реално условно живоста на дете, Само нели? една работа мора да ни биде јасно. Најголем број на педофили се мажи. А жртвите се девојчиња. Се што е и момчиња, ама поголем број се девојчиња. И се што се случува? Ако тој како дете бил жртва, не знам дали разбирате, станува предатор, така? Како тоа девојчињата, кои се 90 до 95% жртви, не се педофилки? Не знам дали ме разбирате. Што е сега конструктот? Тогаш многу често кој е конструктот? Имаме во идните семејства што се ствараат, имаме доста семејно наследство. И семејно наследство не се сторители најчесто мажите и жените, и има како појава што еве сега ни се случува семејно наследство врз родителите, врз постарите луѓе. Од ќерка, од сна, од ова, од ова. Така да, тоа си влече се. Она наследство што се случило во минатото, значи, веројатно има некаква подлога за да се исполни. Но зашто е наследство? Зошто таа жртва сака да биде насилна? Да му наштети. Зошто да му наштети? Тоа е прашањето, заради тоа што, веројатно, револтот спрема себе си. Да се докажа дека она што мене ми е направено, дека јас можам на некого да го направам. Има многу примери за однесувањето на жртвите, меѓутоа пак велам, јас сум прилично песимиста во нивното формирање на некои позитивни личности. Затоа што е многу тешко. Јас присуствував на една тераписка група во Словенија, каде што исклучително добро се работело, али исклучително од експерти од Со кого, со предаторите? Со жртвите. Со жртвите, почнувајќи од тоа како се открива што е случено, па дури до лекувањето. А дали сте имале случаи и вие и со предатор да работите? Сакам да ви кажам тоа. Јас работам како психотерапевт долги години и мене никогаш не ми дошол нити маж, нити жена да ми каже да побара помош
Заради тоа да ми рече, знаеш, јас имам 40 години, ама имам сексуална желба со девојчиња од 5 или момчиња од 5-6 години. Дали можеш ти да ми помогнеш за да го таа желба да ја надминам и да го сменам тоа во мене. Значи никогаш никој не дошол со слична приказна, нити па некаде во работата со било кого од моите клиенти излегло нешто такво. Значи никогаш никој не побарал помош кога ќе види дека постојат такви нагони кај него или дека тоа се случува. Така да ја никогаш не сум ни имала можност да работам со некој што е педофил. Јас сум имал. Сум имал заради службата, заради... Не мора доброволно, но општеството има обврска да и со нив да работи, затоа што тие секогаш се потенцијални Стоители, да. Работејќи долги години од Центар за социјална работа, сум имал по службена должност да работам со сторители на кривично дело. Ти може би треба помош, не знам. Верувајте ми, ниеден, пак наведувам, криминалец нема да го признае делото. Не го признае. Дури каде што имате докази кои се несоборливи. Меѓутоа се наоѓаат начини да тоа на еден свој начин го интерпретира. Не е точно дека нема кај нив криминално до нема и каде, може да се види тоа. Меѓутоа, да, кајање не станува збор, што е една од карактеристиките на овие личности. Лажењето исто така. Само за овие криминалци говорите или тоа важи и за секој криминалец? Па во принцип голем дел од криминалците никогаш не го признаваат делото. Совеста не проработува, има масовни убици. Знаете што 80% се карактеризираат од 60 до 80% како психопати. Психопатите многу ретко го признаваат делото, многу ретко. Јас не искам да ги изребим други што. Меѓутоа, овде нема совест. Во конкретниот случај, кај сторител на кривично педофилија, немате совест. Знаете како, јас сакам да ви кажам нешто што е многу животно. Вие може да зборувате од вашиот стручен аспект. Можете вие да зборувате од вашето искуство, дали некој предатор, вие сте го дошол или не дошол кај вас. Може Смијана да зборува и со тоа што се бори 20 години за законе се според. Но чувството на родител, кога ќе ви го повреда детето, тоа, како да ви кажам, не постои збор и презумцијата на невиност. Вие ја почитувате. И не е тука ништо спорно. Затоа што вие во тие моменти сакате и да сте храбри, и да сте достоинствени, и да му кажете на своето дете дека мора да е храбро, и мора да е доследно, и мора да си го се почитува себе си, за да биде добар граѓанин на ова општество. И дека таа ништо не е сторила. За тоа време, додека вие се борите, некој друг од страна го укинува регистерот на педофили, не се бави со општествената одговорност. Ја не видов некој од било кој од политичарите да излезе, лидер да излезе и да каже дечки бе, дај да видиме, зашто ова не познава политичка боја, ова нема политика, значи не познава политика, не познава верска припадност, нема од кој народ сте, тоа не познава. Значи тоа е нешто кое што ти се справуваш со последиците. Ние, окей, ајде, ќе се согласиме дека може да делуваме и кон причините, да ги препознаеме, нели, предаторите. Па како ќе ги препознаеме кога ние се ставаме под килим? Ние за се замижуваме пред нештата што ни се случуваат. И кога вие ќе ги ставате тие нешта, кога ќе излезам јас и кога ќе почнам отворено да зборувам, добро е што има некој отворено да зборува. Знаете ли јас колку пораки добив во инбокс на Facebook, колку има девојчиња кои што имаат по 25-6 години, кои што биле злоставувани, не смееле да кажат затоа што ќе биле осудени од јавноста. Таа виктимизација на жртвата. Зошто жртвата не е виновна? Не е виновна и не може никогаш да биде детето виновно затоа што било злоставувано од педофил. Значи не може да биде. И јас на страна се, и што се случило, јас сакам моето дете, моите деца, кои што сите знаат дека се посигнати,
кои што тие претходно си имале своји трауми во животот. И јас сум сингл мам, јас сум самохрана мајка. Значи, јас сакам моите деца до крај да ги што јас кога сум ги зела децата, сум ги зела да ги израстам во чести и добри луѓе, а не да бидат жртви на ова општество кое што на вистина никој не презема, никој не зборува за ова. И кога ќе се отвори оваа тема, сите го тресат парталот од себе, како нив ништо никогаш да не им се има случено. Не може така да се однесуваме кон нашите деца. Ако сакаме да ги заштитиме нашите деца, има да застанеме на здрави нозе и да почнеме да зборуваме за оваа тема. Дека ова е страшно што може на било кое дете. Дете невино од 10 години, 5 години, 6 години. Тоа е перверзно и одвратно со едногодишно бебе. Но дечиња, кои што се во својот развој, кои што играат топка, кои што возело точак, зошто она да се чувствува виновна затоа што возела точак и да заврши така како што ќе заврши? Зошто? Наместо да имаме консензус и како родители, и како граѓански организации, и како медиуми, и како политички партии, и како државни институции, во најдобар интерес на детето, заштита на правата на детето, ние наместо консензуален однос кон одбрана на децата, заговараме консензуален сексуален однос меѓу дете и возрасен. Јас не можам да верувам зашто правите тоа вие јавниот простор зашто се користи за консензуален сексуален однос на детските фантазии на возрастните и на детето да се одобри, а немаме консензус во одбрана на децата од сите структури на државата. И дури и само ова морам да го кажам, и дури не нападна. Да. Бранителите за човекови права не нападна. Добро, кај се човековите права на И мене лично децата? ми дискредитира. Така е. И ме навредува на јавен простор. Еве, ќе цитирам. Кај се човековите Една од права на најголемите, децата? еве човекови права, професорка вели во својот Facebook статус. Чекирана е на Сарти Калкидики, добро. Ние ќе си отвараме теми за разговор, ќе ги рушиме зидовите на незнењето, ќе ги демистифицираме табу просторите и ќе си чекориме напред. Полека ќе одумрат или барем потполно ќе закржлават разноразните порталчиња кои се хранат на тињата на необразованоста, конзерватизмот и неукоста. Важно е да не им обрнуваме внимание и да не паѓаме во стапица на докажување ноторни факти, како тој дека во 21 век имаме право да имаме собствено мислење, имаме право да го кажеме тоа без да трпиме негативни последици. Ти имаш, професорке, право да си го кажеш своето мислење, но не дај Боже тебе тоа да се случи. Што правиме после? Значи, сите сега се вадат, имам право на собствено мислење. Да, јас го почистувам правото на собствено мислење, но имам право исто така да реагирам дека твоето собствено мислење ме навредува мене. Го загрозува. Го загрозува моето дете. Сигурноста на детето. Така е, правата на децата ги загрозува. Тоа твое мислење. И сега ти сакаш мене преку оваа колумна да ме убедиш дека ти не си имал таков ниет да ги повредиш децата и нивните права, туку си имал сосема нешто друго за цел, а ни самиот не знаеш што е крајната цел. Ние возрастните сме должни да знаеме дека децата имаат своја сексуалност. Ама тоа е инфантилна детска сексуалност, која е сосема различна од онаја возрастната сексуалност. Едно девојче од 12 години може да биде заљубено во својот учител, во својот тренер, може и да биде и заводливо, и да се смешка. Ама тоа се игри и начини на кои што децата го совладуваат својот живот и учат како да се однесуваат во средината во која што живеат, се откриваат себе си како се добиваат полова идентификација. Значи, тоа е многу нормално детето да го прави. Ние возрастните треба да знаеме што значи тоа и да не се впуштаме во таа игра. Може би девојчето ќе дојде и ќе го заведува наставникот. Наставникот како треба да реагира? Да, она пристанала на нешто. Значи, ние знаеме како поминуваат, низ каков развој поминуваат сексуален, интелектуален, личностен развој, психолошки развој поминуваат децата. Клучната реплика, се извинувам, клучната реплика во обраќањето на Најчевска кон Змијанац, последната е, многу сакам текст, затоа што тоа се бавам 40 години. Детето е човек во развој, а не објект на заштита.
Точно. Јас не искам поише да правам муабет. Не треба да ги штитиме децата. Не. Значи детето е Добро, на разум, а не објект може на би не заштита. како објект да ги штитиме, него како личности. Не, ве молам, не стигаме со зборови. Ќе дискутираме за човекови права и за жртвите, нели? се И ако извинувам. веќе зборуваме за нивните човекови права. Ова ниту е, се точно се знае, значи детето е за развој, а не е предмет, објект на заштита, како се има тука изразено. Но како да не ги заштитиме децата? Ја не сум прочитала по Ова тема на заштита, мислам дека ќе треба уште еднаш да ја допреме во овој трет дел, бидејќи е веројатно најважна. Дали постои начин, не знам, да ги видиме рекламите уште еднаш, па ќе се вратиме точно на ова што Петрушевска говори. Како да ги заштитиме деца? Почнавме со тоа, ама не најдовме формула како тоа да го направиме. Одиме со реклама. Покрај малските муабети дека полесно се запишуваат деца на факултет од негово градинка, јас го немав тоа искуство. Дојдовме, се пријавивме во градинката, тамо не пречекаа директорот и администрацијата на едно високо ниво. Ни објаснија све што треба кои документи да ги пополниме и што све ни треба за децата да започнат во образовниот процес. Градинката е супер, нова, ултрамодерна, има многу играчки, многу убави деца и многу добри учителки, кои што имаат нов и креативен процес, значи прават различни скулптури и други работи од овоќе, што е многу добро онака за децата да се развиваат. И мислам дека е джекпот тоа што се направија 3 нови градинки во општина Ајрат. Доколку не ми верувате на мене, проверете го отчетот, што се реализирала нашата општина во текот на последниве години и кои проекти. А доколку имате можност, направете си убави деца, за да си поминат убаво во најубавата општина. Во градинките кои што навистина се рај за деца и за родители. Твојот нов дом, тоа си ти. Аплицирај за стамбен кредит по твоја мера. Собствено учество почнувајќи од 15%. Без провизија за одобрување, без трошоци за процена на недвижен имот за првата година и бесплатна полиса за осигурување на станот за првите 2 години. Шпарка се банка. Банка на вашето семејство. Рековме овој дел ќе се позанимаваме малку околу заштитата, околу превенцијата. Од она што јас сум лаик, можам да заклучам од тоа што сите го кажавте, многу е тешко да се превенира, бидејќи тие луѓе најчесто или често доаѓаат во семејството, од семејството каде што кој може да го контролира. Но споменавте примери кои што и на филм ги гледаме во Соединените американски држави, сите градинки, школи имаат големи високи мрежи да нема пристап, ги воспитуваат децата да не разговараат со непознати. Ние сме се смееле, сме се чуделе на тој однос на Балканот, тука ние многу слободно живеевме и доцна навече и не се плашевме од непознати, дури напротив, дружењето беше предност тука на балканските простори. Очигледно времињата се менуваат. Вие говоревте, господин Милјановски, дека постои негдека начин на прием на структури, на образовни структури. Зошто тоа не се контролира таму каде што е најсензибилно? Ако е тоа физкултура, ако е тоа градинка, тие луѓе кои што работат околу, блиску, внатре, дали може да постои начин да се проверуваат и при приемот на тие работни места и во текот на работата? За да не бидеме сведоци на трауми за кои што говори Петрушевска со емоции разбирливо. Значи, подобро се вложат пари, не само да ги обележиме тие педофили, за да ги знаеме, туку да ги контролираме, да знаеме каде може да има педофил. Во извориштето каде што се
пикаат, каде што бараат работа за која што вие велите. Знаете, јавноста релативно малку знае о Македонија, колку се употребува, ќе дадам само еден сличен пример. Па за возачка дозвола треба лекарско уверение, мајка стара. Детекторот за лаги колку се употребува Запад. Па вие не можете банкарски службеник да примат, да го примат без да помине на детектор за лаги. А камоли вакви некои вистина суптилни занимања. Планиравме да на сите осетливи занимања кои што имаат допир со децата да поминат едно добро психолошко психијатриско вештачење и да вистина бидат примени, да кажеме, не 100%, сигурно дека постои реална можност некој да се провлече, меѓутоа барем да ги заштитиме дел од децата. Јаноски, па камери постојат. Апсолутно. Јас бев на отворање на градинка во Германија. Не би сакал да ви кажам прво за цената. Да вистина цената огромна, меѓутоа и заштитата каква е на децата. Затоа што зборуваме за заштита. Ова се деца, педофилијата е за возраст на деца по 14 години. Како, ако не работиме системски, ако сите системи не функционираат, ние ништо не сме направили. Знаете, ние можеме да ги обучуваме родителите. Ние можеме да ги обучуваме, али треба да ги обучиме сите. Да сите, отпочнувајќи од градинки, почнувајќи од училишта, професори, доволно ако не се заштитиш. Апсолутно. На кој начин? Јас сега ќе ви кажам еден класичен пример. Можеби за емисијата е малку проблематичен, меѓутоа сепак ќе дадем слово да го кажам. Како се препознава педофил, например, во семејство? Многу едноставно. Ако земе дете во скут и почнува да црвенее, луѓето, значи, треба да посматраат, да видат што ни се случува, што со нашите деца. Кој мислите, замислете на дете да му се каже ќе го објавам сега со модерните начини на комуникација, ќе објавам твоја слика или ќе ги убијам твоите родители. Па дали тоа еднаш ќе прозбори за тоа, ќе го таложи во себе, а никогаш нема да прозбори на другарите, а камоли на родителите. Родителите ќе ми бидат убиени. Тоа е страшна работа. Неверојатна закана. А со тоа се служат. Дефинитивно со тоа се служат. Знаат, они многу добро ја познаваат детската психика. Они знаат како да придат. Не, ние како да ја познаваме нивната психика, ние како да се заштитиме од нив. Каде камери, каде не доверба малку кон сите околу нас. Оти се чини дека премногу веруваме на околината и не се штитиме од тој аспект. Тоаш мора и самите ние, но најмногу општеството, институциите да го направат тоа. Така, имате право. Значи, мора селекцијата и завработувањето, посебно за овие осетливи места, да биде строга. Навистина строга и правична. На прави места, прави луѓе да дојдат, а не да не се проблекуваат работи кои може да бидат трагични. Па ние се чудевме како детето од градинка не може никој друг да го земе, освен оној што е запишан дека може да го земе. Ај, комшике, ако одиш, земи го и моето дете, или комшија. И покрај сите тие мерки во Америка одново, например, стално читаме за некои нови случаи на педофилија, и тоа во градинките, во училиштата, или било каде наоколу. Значи, затоа што, како што кажав на почетокот, дека ние не може да ги препознаеме точно, може би тој детектор на лажење, ама и со се детекторот треба добро обучен човек кој ќе го користи, кој може да ги препознава и пак некаде тоа може да се направи пропуст. Јас сакам да кажам дека оваа колумна што е напишал господинот е можеби добар повод да луѓето кои размислуваат како него и кои имаат педофилски склоности и така, да заедно со нив седнеме на маса и да разговараме, да видиме, вие преска спомнавте, можеби да им помогнеме. Да видиме кои се тие, мислам, кои се нивните побуди, да им дадеме можност да зборуваат за себе. Најверојатно дека можеби ќе можеме да најдеме начин како да им помогнеме. Јас како психолог не сум обучена за да судам, обучена сум да помагам и би сакала да им помогам на сите што им треба. Така да е добра иницијатива да излезат тие луѓе на виделина, нека дојдат, например, или нека побараат помош. Јас сум сигурна дека и другите мои колеги психотерапевти ќе прифатат да им помогнат во одредени ситуации ако се појават и побараат помош. Вие во дискусијата рековте дека дел од нив се исто така биле, можеби, жртви во детството.
Така да, мислам дека и сите тука, еве што седиме, и покрај тоа што зборуваме така, ќе им дадеме помош. Знаете што, тогаш е тоа добар сигнал да оние, особено машки деца, ако има кои што биле жртви, кои што ги препознаваме, ако се следат нивниот развој, можеби треба и од тој аспект да им се помогне сега за да не станат тоа што некој му го направи од нив. Да. Малце ми е чудно сега ова, морам да признам. Затоа што казнувањето 90% рече дека се непоправливи, Да. а сега ќе им правиме третман. Додека е време, значи сега Кога дојдат да се Не постои можност. Нема, ти никогаш нема да признаат. Нема третман за нив. Не да се обидувани терапии. Не постои механизам. Ама значи секој што е силуван, бидејќи доминантно се машките, оно што е жртва на педофилија, за да не стане силувач, да не стане педофил. Значи ние треба да го следиме на некој начин. Така, треба да се работи, да, со жртвите треба да се работи. Треба бидат под надзор, под контрола, треба жртвите збориме Драган. Не, зборам за јас за педофилија. Кога е на слобода, он мора да има некаква локација, треба некој да го следи, не може да се движи слободно, никој да не знае кај се движи. Како ќе се заштитат луѓето? Ако е вратен, ако е вратен од затвор, немало сигурен третман, не прифатил доброволна медикаментна фармација. Треба да го следи, па тоа е дел од превенцијата. Како кој ќе гарантира за него? Како? Со локатори, да знаеме, да следиме каде се движи. Се доближи до градинка, полиција доаѓа го собира. Има ли бројка на... Па има 1000 деца отприлика на годишно ниво, ако вели Крсте дека се састарени бројки 10, сега се 20. Замислите колку деца не пријавиле. Од тие 1000 кои се охрабриле да пријават. Ајде сега направите математика. Многу е тешко децата да кажат што им се случува. А има ли бројки на педофили? Еве го регистарот што е како што сустав, што го нема во последните 2 дена бил повлечен. Само момент, ова е исто многу важно. Еден може повеќе. Не, еден прави повеќе кривични дела. Значи ние не треба да ги гледаме дали се 10, 100, 200. Проблемот е во рецидивизмот, тоа го детектиравме, го дефиниравме и тука е проблемот. Затоа ти треба да се на сигурно. Некој надзор треба да врши. Некој треба да го контролира неговото однесување. Дури ако се прогласат дека се маргинална група и пресметливи. И тоа јас сум убеден дека се премногу пресметливи и манипулативни. Точно знаат да ја добијат детската инфантилност. Детската, како се вика, детето е, кога ќе добие добрба во возрастниот, и кога возрастниот ќе го напастува, силува, детето убаво, не знам, беби мислам дека кажа, ја чувствува одговорноста за тоа што му се случило. Не тој предаторот, него детето. Јас сум сакала да имам секс доброволен, консензуален со возрастниот. Ало. Јас дури јас сум позната по тоа што сум истина комичарка сум. Единствени шеги на кои што никогаш не се смеам и ми се дегутантни се за педофилите. Од секогаш, не се од сега. Или не знам, сега скоро прочитав, па чекај сега христијанството, нели Марија Магдалена го зачна. Глупости, глупости. Значи единствена работа за да ги заштитиме нашите деца е да им кажеме од мали дека прво, не дај Боже се што е хипотетички може да им се случи од аспект на полов напад, дека тие не се виновни. Оти, како може едно дете да се спротистави на една грамада од човек? Што ќе правиш ти на тоа мало девојче, како да се спротистави? Прво физички не може да се спротистави. Што да прави? Лјупче, зборувате за непресметливост. Нема тука, нема непресметливи. Ова е планирано дело. Ова е, он намерно оди во градинка. Он намерно се вработува во такви училишта, он намерно завршува факултети. Дури има мислење за него дека е многу добар чичко. Во Коле Неделковски, кога прв пат ја откривме ситуацијата со наставникот по музичко, он ке седнал во скут, па мандолина, па не знам, ово, она. И наставничката, случајно, за разговор со децата и се довериле родителите, дојдоа кај нас и тој, наставникот Мичо, беше осуден прв пат тогаш за 3 години затвор. Може да замислите, и се отвори таа табу тема дека чичковците се многу фини. И јас пред
3 години бев во таа иста основно училиште Коле Неделковски, каде што бев единствен и околу нас, околу мене беа 30-тина учителки. Имавме некој тренинг обука и велам, тука јас се чувствувам непријатно. Вика зошто? Па тука викам наставникот по музичко ги злоставуваше децата. Па тој беше добар. Па тој добриот викам го сторил тоа дете. Значи, ние немаме профил на педофил, па ќе го препознаеме по неговиот лик и дело. Како изгледа. Знаете како се препознаваат децата што се злоставени? Значи, по низа симптоми кои би требало родителите многу внимателно да ги следат. Почнувајќи од мокрење, нервоза, паѓање во депресија, неодење во школо, поведението се намалува најразлично, стравови и фобии најразлични, што со време може да се продлабочат. Така да, тука доминантна улога во целата ситуација имаат родителите. Да го применат поведението, промените на поведението, да. Или затварање во соба, читање на литература или гледање на нешто што не е соодветно, или стравови, не сакам да влезам во тоа школо, не сакам да влезам во тоа училиште, не сакам да влезам со тој човек таму да бидам. И потпрашување, значи нужна е близината на родителите со децата. А исто така и исто така и прекумерната контрола после тој настан, нели, чеки се, немој да идеш, значи треба ти да му создадеш повторно доверба на детето, да му овозможиш слободен простор каде што ќе му ја пружиш раката и кажеш, окей, може ова да го правиш, не е проблем, ама стравовите се тука. Присутни се и моите, и незините. И тоа е нешто кое што ќе го имаме цел живот. А мене никој не ме прашал како сум. Ниту моето дете. Во целиот овој процес сега. Значи, што правиме ние? Ние правиме нешто што е несвојствено за едно хумано општество. Просто несвојствено. Не може ти да речеме, јас се справувам секојдневно, јас сум на дневна база, јас се справувам со сите проблеми. И на вистина постојано е зборување, укажување, читаме книги, отргнување на мислите. Јас работам па и со деца на крајот од денот, јас имам бејби шоу, мала школа за глумци, па и на нив им укажувам индиректно преку пиеси, преку вежби, актерски, кои што ги правиме на часовите, на пробите. Јас имам обврска како граѓанин ново општество. Да им укажеме со време и да ги не само да ги заштитиме, туку да им дадеме и поддршка. Јас со ова што вие го сега го кажавте, би ја завршил емисијата, особено во однос на медиумите. Ова е една од ретките дебати. Мислам дека сме како медиуми премногу политизирани и обременети со дневната политика. Веќе на телевизиите не можеш да видиш нормални дебати за нормални проблеми кои ги обременуваат граѓаните, само за партиите и политичката криза. Еве, нека биде и таа колумна повод за оваа дебата, нека не биде директно, но сепак е подобро ако говориме за овакви теми, одошто за нешто што е многу генерално и општо. Ја посакувам медиумите го свртат интересот кон граѓанските теми, бидејќи ние сепак, освен политиката, дома кога водиме, го носиме нашите проблеми секој ден на дома. Дали е се тоа педофилијата или е екзистенцијата, економијата и така натаму. Мислам, треба малце повеќе да се занимаваме. Ви благодарам што бевте гости, што аргументиравме за една тежок општествен проблем како што е педофилијата. Благодарам што за поканата. Почитувани гледачи, благодарам вам на вниманието. Пријатно да ви доведе.